Од денеска започнаа надпреварите од финалниот турнир од Купот на Македонија Благоја Георгиевски Буштур. Завршницата на куп надпреварувањето за прв пат се игра во Куманово во реконструираната спортска сала. Утре се играат полуфиналните дуели, а финалето е предвидено да се игра в недела со почеток во 19 часот. Организаторот на финалниот турнир МКК Куманово информира дека сите заинтересирани љубители на кошарката ќе може да се обезбедат влезен билет по цена од 150 денари за еден надпревар, а продажбата на влезниците за Final 8 турнирот во Куманово ќе се одвива преку онлайн сервисот на МК Tickets. Влезни билети се продаваат и на благајната на спортската сала. Председателот на МКК Куманово Ненад Стојановски на неодамнешната пресконференција кажа дека очекува победа. На сите екипи им посакувам успеха, секако би сакал Пекарот да заврши кај нас. Јас само би направил кратка ретроспектива кај се наоѓаше клубот пред 3-4 години од трета во втора лига. Минатата година за прв пат успеаме да влеземе со МКК во прва лига, завршиме и трети. Ова година очекувањата ни се поголеми, па да се надеваме дека ќе го земеме купот. А воедно ги повикувам сите љубители на кошарката да додат на сите надпревари, почнувајќи од првиот во петок и да дадат максимална подршка на МКК Куманово. По вчерашните протести и обвинувања од кумановци кои што работеле во американски компании во странски држави дека се врши обструкција за свикување седница, реакција од председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска. Демантирам дека Советот на општина Куманово прави обструкција во врска со договорениот став да се свика седница, која ќе биде порано од веќе планираната на 25 февруари годинава, на која ќе биде ставена точка за проблемот на нашите сограѓани во врска со даночните решенија од Управата за јавни приходи. Во понеделникот им беше понудено на 17 февруари да се направи седница со неколку точки, а нивната да биде прва на која тие ќе елаборираат, ќе се дискутира и ќе се пратат препораки и заклучоци до институциите. Имам докази дека понудата е одбиена од нивна страна. Ги замолувам организаторите на протестите да не манипулираат со кумановската јавност, да се координираат придавање на вакви лажни изјави и ги поканувам на 25 февруари годинава да го елаборираат својот проблем, а ние како Совет да помогнеме во рамките на нашите надлежности, се наведува во реакцијата на Ивана Ѓоргиевска. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера напладне на граничниот премин Табановце на влез во државата полициски службеници лишиле од слобода 54 годишен државјанин на Сојузна република Германија. При гранични проверки и контрола на возило кампер Бенимар со германски национални ознаки кое го управувал, пронајдени се и одземени марихуана, бела прашкаста материја, кафејава прашкаста материја, дробилка и други предмети. Запознаен е јавен обвинител и лицето е задржано во секторот за внатрешни работи Куманово. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопшти МВР. Центарот за истражување и одржување на традицијата Етно Фолк студио од Куманово во Занаетчискиот дом ја одржа 8-та поред ревија на народни носи. Културниот настан го отвори директорот на основното училиште Карпош Мирослав Димевски. Се обрати и председателот на Етно Фолк студио Перица Димковски, кој го потенцираше значењето и заложбите во сочувување на богатата македонска традиција, истакнувајќи дека овој центар нема да застане во намерата за откривање и презентирање на културното богатство. Традиционалниот настан, која има поддршката на општина Куманово, беше збогатен со ентузијазмот на играорците, кои ги презентираа и 5 народни носи и песни од кумановскиот и мијачкиот крај, Воден, Меглен, Раштак. На подрачното училиште во село Тромеѓа му недостига енергетски ефикасна фасада, а во училиштето во населбата Иго Тричковиќ надворешно не може да се вложува бидејќи има нерешени имотно-правни односи, смета директорот на Централното основно училиште Христијан Тодоровски Карпош, Сладјан Спасовски. Подрачното училиште во село Тромеѓа, мислам, тоа училиште е реконструирано поодамна. Сега на тоа училиште добро би му дошло да се направи
екстериерно уредување, тоест термоизолацијска фасада да се направи. И тоа би било многу добро. Таму дворот е повеќе или помалку среден и мислам дека таму немаме така наречени проблеми. Проблемите, ако можеме да ги кажеме проблемите во наводници, и може тоа си проблеми кои што фактички постојат, се со подразвито училиште во Пуковско. Тоа не се проблеми од денеска, тоа не се проблеми од сега. Тоа се наследени проблеми што се провлекуваат можеби 16-20 години. Да знаеме, ако кажеме дека историјатот таа зграда или тој објект на почетокот не бил наменет за училиште, но подоцна е пренаменет, што се случува? Се случува тоа што со дел од тоа училиште, односно со дел имаме нерешено имотно-правни односи. Не ние како училиште, туку Република Македонија. Влезот што е на училиштето, де факто е скоро на граница со туѓ имот. И од тука настануваат тие проблеми, бидејќи ние не можеме како училиште, иако имаме апсолутна поддршка и од градоначалникот, и од секторот за образование, и од Советот на општината Куманово, но додека не се направи експроприација или што и да е, ние од таа страна не можеме ништо да реагираме, затоа што знаеме дека тоа е туѓа сопственост. Внатре училиштето е апсолутно, ќе повелите, ќе видите, е средено. Училиштето можам да кажам дека е од ретки училишта кои што преку лето децата имаат клима уред и мислам тие во секој случај имаат пријатни услови за работа. Преку зима имаме комбинирано грење на дрва и со клима инвертери. Сега пред некој ден ставивме и рефлектори за да може училишната зграда да биде осветлена, за да не се собираат навечер непосакувани гости кои што престојуваат во подрачјето, односно во околината на училиштето. Не можам да кажам во училишниот двор, затоа што не е тоа наш училишен двор. Општина Куманово во партнерство со UNDP објави отворен повик за избор на изведувач за реконструкција на фасада, кровен покривач и прозорци на објектот на училиштето за основно музичко образование Панче Пешево Куманово. Интервенцијата е дел од проектот Справување со загадувањето на воздухот, одбрана како приоритетна мерка на одржани 2 граѓански форуми во општина Куманово во 2025 година. Проектот е финансиран од Кралство Шведска и општина Куманово, имплементиран од UNDP со фокус на подобрување на квалитетот на воздухот и унапредување на енергетската ефикасност преку реконструкција на фасада, кров и прозорци на основното музичко училиште Панче Пешево од Куманово со соодветни градежни мерки. Археолошкото одделение на Националната установа Музеј Куманово заврши со археолошките искупувања на ранохристијанската црква на локалитетот Градиште, село Пчиња во Бислимска клисура. Раководител на истражувањата е Дејан Ѓоргиевски, кустос советник археолог од Националната установа Музеј Куманово. Имавме среќа поради претходните извршени мерења да ги поставиме сондите на идеални позиции да ни ги кажат резултатите за кои што се прашувавме. Конкретно, едната сонда ни го даде крајот на црквата, значи сега знаеме каде завршува црквата. Имаме подобри сознанија за самиот план на црквата, видовме дека црквата, односно ова година го откривме и нартексот на црквата и она за предпоставувавме, не бевме сигурни, значи од десната страна гледаме дека имат зидови кои што водат према југ, што значи дека постои уште една просторија врзана со нартексот, односно анекс на црквата, чија што функција допрва ќе ја утврдиме и ќе истражуваме. Поставивме уште една сонда во средишниот дел на црквата, односно во северниот брод на црквата, со цел да го следиме протегањето на архитектурата и таму најдовме еден фрагмент од камен, кој што укажува дека се декориран камен, кој што укажува дека се работи за декорација од оградан, веројатно на амвон, значи местот каде што се држале проповедите. Не ја знаеме точната локација сега на самата структура на амвонот и тоа исто така ќе биде ќе го оставиме за истражувањата во следната година. Ги знаеме веќе димензиите на црквата, значи црквата е долга 20 метри, широка 10 метри, тробрадна ранохристијанска базилика, градена во неколку фази, значи обновувана со неколку подови откриени. Рековме, веќе знаеме дека имало и нартекс и анекс и тоа сето кажува дека местото воопшто не е некоја
мало место со мала капела изградено, туку црква во која што активно се вршила литургија за поголема маса на луѓе. Националната установа Центар за култура Трајко Прокопије во февруари годинава ќе понуди разновидна и содржајна културна програма, опфаќајќи драмска, литературна, ликовна и фолклорна дејност наменета за сите генерации. Програмата става акцент на културната разноликост, традиционалните вредности и уметничката едукација. Во рамките на детската драмска програма, најмладата публика ќе има можност да ја проследи представата Црвенкапа, која ќе се изведе на 17 и 18 февруари со почеток во 18 часот. Представата носи едукативна и забавна порака прилагодена за децата и семејната публика. За љубителите на сериозната драмска уметност на репертоарот е представата Сакатиот од Тинишман, која ќе се одигра на 16, 23 и 24 февруари со почеток во 20 часот. Станува збор за дело кое отвора прашање за човечката судбина, припадноста и општествените норми, нудејќи силна актерска и драматуршка изведба. Како завршница на месечната програма на 20 февруари со почеток во 18 часот ќе се одржи интердисциплинарниот настан Традиција, култура и литература по повод празникот Прочка. Настанот ќе обедини различни уметнички изрази и ќе ја истакне важноста на традицијата, духовноста и културното наследство. Настаните ќе се одржуваат во фоајето и во малата сала на Центарот за култура. Во текот на вчерашниот ден, полициски службеници на целата територија на државата лишиле од слобода 10 возачи, од кои по еден во Скопје, Куманово, Велеска, Вадарци и Битолско, затоа што управувале возило без возачка дозвола. Возачот во Куманово претходно со мотоцикл учествувал и во сообраќајна незгода и од него е одземен мотоциклот, а на другите возачи се одземени патничките возила. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави, информира Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера на граничниот премин Табановце на влез во државата, полициски службеници лишиле од слобода 50 годишен државјанин на Република Грција. При гранични проверки и контрола на патничко возило Мерцедес со германски национални ознаки кое го управувал, пронајдена и одземена марихуана. Известен е јавен обвинител и лицето е задржано во секторот за внатрешни работи Куманово. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.